Согласно стратешките приоритети на Република Македонија, членство во Европската унија и во НАТО, владата на Република Македонија на денешната 92-ра вонредна седница го разгледа предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, кој содржи насоки за изменување и дополнување на Уставот и го утврди текстот усогласен согласно укажувањата изнесени во расправата на седницата на влада и врз основа на член 130 од Уставот на Република Македонија и членовите 193, 194 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, владата заклучи предмалку да го достави до Собранието на Република Македонија овој предлог, социјалистиот да биде разгледан и да се донесе одлука за пристапување кон измени на Уставот на Република Македонија. Сега сите членови на парламентот, сите пратеници, без разлика на која партија и припаѓаат, имаат историска должност и обврска пред граѓаните. Да го обезбедат патот на Македонија кон стабилност, безбедност и економски просперитет. Тоа е патот кон Европската унија и кон НАТО, кој води преку договорот меѓу Македонија и Грција. Од пратениците во Собранието во Република Македонија се очекува одлука во оваа насока и како израз на почитување на волјата на граѓаните кои гласаа на референдумот, како и на волјата од околу 80% од граѓаните кои континуирано се изјаснуваат дека го одобруваат членството на Република Македонија во НАТО и во ЕУ. Народот направи важен избор. Мнозинството од граѓаните гласаа на референдумот, поддржаа едно прашање, една визија и една цел за иднина на нашата земја, која е на чекор да биде остварена. Од денеска, остварувањето на оваа визија е во рацете на секој пратеник оделно и таа зависи од нив. Тие треба да донесат одлука со која ќе направат Македонија подобра земја, убаво место за живење на секој граѓанин. Со цел да бидеме прецизни по завршување на оваа пресконференција, целиот предлог, кој е насловен Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, со насока за изменување и дополнување на Уставот, ќе биде ставен на веб страницата на vlada.mk и ќе имате увид во истиот, но сега дозволете ми да го поминам првиот дел од овој предлог. Под број 1. Додавање на придавка Северна во името на Република Македонија. Во целиот текст на Уставот на Република Македонија пред зборот Македонија се додава придавката Северна. Под број 2. Измени во преамбулата на Уставот. Заради согласување на текстот на преамбулата со договорот со Грција, во преамбулата ќе бидат извршени соодветни измени. Во преамбулата на Уставот на Република Македонија, при наведувањето на државно-правните традиции ќе се именуваат конкретните документи на АСНОМ, односно ќе се внесе повикување на прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ со неговите конститутивни одлуки. Во член 3, под број 3, потврста гаранција за границата. Во член 3 од Уставот е регулирано дека територијата на Република Македонија е неделива и неотуѓива. Постојната граница на Република Македонија е неповредлива. Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Границата на Република Македонија може да се менува само во согласност со Уставот, а врз принципот на доброволност и во согласност со општо прифатените меѓународни норми. Овој член веќе бил изменет во 1992 година со амандман 1, кога било додадено принципот на доброволност при промена на граници и согласно со општо прифатените меѓународни норми. Исто така со овој амандман било декларирано дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Со новиот уставен амандман, кој се предлага, ќе се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, и со тоа ќе се прецизира потврста гаранција за трајноста на границите и дека Република Македонија нема територијални претензии. Тоа ќе значи заштита на територијалниот интегритет на Република Македонија и на соседните земји. Под број 4. Грижа за македонците и диаспората во странство. Во членот 49 од Уставот е пропишано дека
Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија. Го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив. Републиката се грижи за културните, економските и социјалните права на граѓаните на Републиката во странство. Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. И овој член беше изменет со амандманот 2 во 92 година, кој предвидуваше дека Републиката нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Со уставниот амандман сега ќе се декларира грижа за културните, економските и социјалните права на припадниците на македонскиот народ и сите наши граѓани во странство, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи во било каква форма и заради било каква причина. Дали денешното иницирање на процесот на измена на уставот од страна на владата значи дека веќе е обезбедено двотретинско мнозинство во парламентот? И ако е така, дали веќе се знае кои претеници од тие кои што недостасуваат би гласале за? Ние како влада денеска го започнавме процесот. Очекуваме дека пратениците во собранието ќе го следат гласот на народот, тоа што граѓаните го одлучија на 30 септември, тоа што ние денеска го започнуваме како процес, тоа што е стратешки интерес на Република Македонија, членство во ЕУ и во НАТО. Денеска започнува процесот, документот оди во собрание, очекуваме дека веќе од утре ќе почнат со работа пратениците и ќе се изјаснат. Споменавте дека на седница сте го усогласувале текстот, тоа значи дека се работи за предлог кој што ќе дојде директно од владата или од некое министерство, и усогласување, што значи усогласување помеѓу различните коалициони партнери? Имавте некаква дебата внатре по некој од членовите и кој? Значи одлуката е едногласна во име на целата влада. Ќе го прочитам насловот на документот. Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со насоки за изменување и дополнување на Уставот на Република Македонија. И ќе се навратам на тоа што го прочитав, тоа ќе бидат суштината на измените. Понатаму, постапката ја продолжува собранието на Република Македонија. Да. Ние сме овластен предлагач во случајов. Влада на Република Македонија. Имате ли крајен рок до кога ќе чекате двотретинска поддршка? Во основа тоа ќе го видиме многу наскоро, кога овој предлог ќе биде после расправата во Уставната комисија во собрание на Република Македонија, ставен на пленарна седница и кога за истиот ќе се гласа. За да отпочне постапката, таму треба да имаме двотретинско мнозинство.